Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам, односно правам компарација на можеби двата најштетни по мене извори и стимуланси на енергија, кога можеби бараме некаков брз извор на буст во телото за енергија. Тоа се газираните пијалоци или општо земена соковити и енергетските пијалоци кои што се уште попознат и како прифатен како многу подобар извор на енергија кога не знам, сте во фаза на не да речам да колабирате можеби со енергија, но кога ви е потребно во текот на денот на вистина голем буст на енергија. Али како и да е, ние луѓето секогаш можеби избираме помеѓу тие неколку топ 3 или 4 кои што си ги имаме стимуланси на енергија, како што за мене порано беа можеби грицките и кафето. За некого можеби се сок и благо, за некого можеби се енергетски пијалоци и кафе, али како и да е, денеска зборуваме за овие две. И она што сакам да прво да го знаете е дека нема јас да ви кажам кој е подобар за да го користите, туку она што јас денеска ќе ви го кажам дека и двата се катастрофа, но да знаете кој можеби од нив е полош и кој можеби доколку е нож до коска и стварно треба стварно сакате да искористите некаков стимуланс на енергија, да знаете барем кој ќе направи помала хаварија во вашето тело. Сега, кога се работи за енергетските пијалоци, она што треба да го знаете е дека енергетските пијалоци освен што содржат можеби шекер, она што го содржат кеш на Б витамини, содржат некои аминокиселини и како таков спои практично се користат и се промовираат од производителите и компаниите за енергетски пијалоци како нешто што навистина ќе ви даде енергија. И да бидеме искрени и реални, да, даваат енергија. Таа енергија се користи и од Б витамините и од аминокиселините, но она што е најголемиот извор на енергија што го користат енергетските пијалоци е шекерот. И за разлика да речеме од газираните пијалоци, во пола литар, ако земеме енергетски пијалоци или газирани пијалоци, во енергетските пијалоци имате некаде околу 300 калории на само од шекер што доаѓаат, што е некаде 100 калории повеќе од газираните пијалоци, но она што е многу полошо и она што компаниите и производителите на енергетски пијалоци што не сакаат вие да го знаете е тоа што имаат 11 пати повеќе корозивно својство врз забите и континуираното пиење на енергетски пијалоци навистина може да ги оштети вашите заби, а да не зборуваме што може да придонесе и нормално во убрзувањето на процесот додека добиете дијабет и во убрзувањето на процесот на таложење на масти и вишок на килограми, затоа што тие 100 калории дополнително на шекери кои што ги примате во континуитет на годишно ниво се многу калории, за 10 години се уште повеќе калории и не е толку страшно дека се калории, туку е страшно што исклучиво доаѓаат од шекер или попознато ние тие си ги кажуваме празни калории. Затоа ако мене ме прашувате кој е можеби полош или подобар извор на и стимуланс на брза енергија, дефинитивно енергетските пијалоци се многу полош избор за енергија и она што јас би ви го препорачал доколку веќе користите стимуланс на енергија и доколку никако не може да воспоставите и да направите појак карактер за да прифатите можеби здрав начин на живот кој што самиот по себе ќе носи доволна добра брзина на метаболизмот што ќе ослободува доволно енергија, во тој случај по мене првиот стимуланс кој што јас би го искористил би бил кафеин, бидејќи и е многу по-долготраен за разлика од енергетските пијалоци, можеби енергетскиот пијалок ќе ви дава енергија 20 до 30 минути, потоа се случува многу полош ефект на паѓање на шекерот и губење на концентрација, за разлика од тоа кафеинот малку поинаку дејствува и би требало да даде енергија во следниот час и пак ќе кажам, доколку барате стимуланс на енергија, тогаш барем тоа нека биде изворот од кафеин, дали е тоа кафе, дали тоа ќе биде, не знам, некој чај, зелен чај, црн чај и така натаму кој што во својот состав има кафеин. Така да за денеска толку имав да кажам, завршуваме во денешната епизода, ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.